Добре дојдовте во процес. Загадениот воздух го запали алармот кај граѓаните и додека владата тактисираше, граѓаните масовно купуваат заштитни маски. Како загадениот воздух влијае врз здравјето на луѓето? Што треба да правиме во ваква ситуација? Штитат ли маските и прочистувачите за воздух? Разговараме со професор доктор Дејан Докич, директор на Клиниката за пулмологија и алергологија. Добре дојдовте. Добро најдов. Загадувањето на воздухот достигна кулминација деновиве, иако викендот вредностите паднаа поради ветерот и дождот, сепак Скопје изминатите денови се најде на врвот на листата од најзагадени градови во светот. Како сите овие штетни материи влијаат врз здравјето на човекот? Прво да кажам дека штетните материи што се наоѓаат во воздух се состојат од една смеса на повеќе различни честички. Едните ги викаме ПМ честички, добро познати на јавноста. Тоа се практично честички кои што во својот центар имаат едно јаглеродно јадро, околу кое што и на кое што се налепени повеќе различни тешки метали, но исто така и органски соединенија. Значи, во зависност од тоа кој тежок метал и органски соединенија се налепени, а тоа зависи од околината и загадувачите во таа средина, таква ќе биде и штетната последица што таквите ПМ честички ќе ја предизвикаат. На кои мислиме? На ПМ10 или на ПМ2,5? Секогаш се луѓето во дилема, кој од тие поштетно? Ова важи за сите ПМ честички. Меѓутоа, големината се мери, значи, на диаметарот во микрометри. Доколку се 10 микрометри во диаметар, истите тие ПМ честички ги викаме ПМ10. Доколку се помеѓу 2,5 и 5 микрометри, ги викаме ПМ2,5 и оние што се помали од 1 микрометар во диаметар ги викаме ПМ1 или помалку од 1. Колку се помали, значи овие ПМ2,5 или 1, навлегуваат подоле во дишните патишта, што значи дури до алвеолите, и тие се штетни во тој смисол што често се асоцирани со предизвикување на белодробен карцином. Овие ПМ10 честички, тие пак како поголеми се наталожуваат повеќе во носот, носната шуплина, во горните дишни патишта, некогаш паѓаат и на очите, на конјуктивите, така да штетни се во тој поглед што симптомите пред се доминираат од овие органи каде што тие и се депонираат. Меѓутоа, не сакам да заборавиме дека не е тоа само изолирано штетно дејство на ПМ честичките. Како што реков, аерозагадувањето е смеса од повеќе и гасовите аерозагадувачи, како што се азотен диоксид, понатаму озонот, издувните гасови од дизел и другите горива, кои што не се ништо друго туку многу помали ПМ честички. Толку помали да се наоѓаат во една гасовита состојба. Така да сите тие заедно делуваат многу поштетно отколку поединачно секој од нив. Меѓутоа, јас мислам дека кај нас се мерат само ПМ10 честичките и нивната концентрација, но што правиме и со сите други аерозагадувачи кои што не ги мериме, а кои што заедно го имаат кумулативниот негативен ефект во здравјето на луѓето. И какви се последиците, какви се долгорочните последици? Да. За време на мојот престој во Велика Британија учествував во научни проекти во кои што се испитуваше штетното дејство на озонот, како еден од тие честички, и издувните гасови од автомобилите. Ние докажавме дека кај пациенти кои што ќе ги изолираме во една комора во која што концентрацијата на ПМ честичките на гасовите точно се мери и ги експониравме 2-3 часа во такви комори и се мереше после маркерите на воспалението и потоа истите тие пациенти во една нормална комора каде што отсуствува аерозагадувачи, видовме дека додека се оние експонирани на аерозагадувачи постојат несомнено докази дека станува едно воспаление настанува на слузокожата од горните и од долните дишни патишта, која што научно е докажана и која што како резултат на тоа за пациентите клинички значи дека тие ќе имаат можност да развијат одредени симптоми, како што е, например, штипење во очите, може да имаме кивање, една надразба во носот, понатаму кашлица, подкашлување и некои други
симптоми во смисла на отежнато дишење доколку се зафатени подолните дишни патишта. Значи тоа е она воспалителна реакција која што се јавува, првата која што се јавува кај здрави индивидуи. Кај хроничните болни, што правиме со хронични? Точно така, кај хроничните кои што веќе имаат хронично воспаление, било да е во форма на астма, било да е во форма на хронична обструктивна белодробна болест или кардиолошки пациенти, да не ги заборавиме и нив, тие имаат влошување на нивната клиничка слика. И доколку се наоѓаат во една хронична фаза, сега се јавува една акутизација или наречена медицински екзацербација, каде што се појачуваат симптомите што го имаат до тој степен да тие треба да бидат хоспитализирани. Јас ќе ви кажам една студија во долината на Јутах, реката, која што пред 20 на години се направи на некој начин еден природен експеримент. Бројот на хоспитализирани деца заради астма бил многу поголем во однос на другите делови во Америка. И тоа како најголем загадувач имало фабрика која што произведувала голем број на ПМ10 честички. Заради штрајк, фабриката една година била затворена. Рапидно паднал бројот на деца кои што се примени во болница заради астма и влошување на астмата и други воспаленија на белите дробови. Значи, и кога после овој природен експеримент, кој што од повторното реотварање после година дена на фабриката, која што била главен и единствен, значи многу е лесно да се посочи, бидејќи била единствен загадувач во околината, повторно се зголемил број. Значи тоа ви е еден природен експеримент кој што се случил во Америка и кој што го докажува последично причински, значи дејството на аерозагадувачите врз здравјето на луѓето. Зголемен ли е бројот на пациенти на клиниката? Да. Зголемен е бројот на пациенти. Ние од таа причина уште пред 2 месеци отворивме, бидејќи очекувавме во период на есен-зима дека ќе имаме поголем број на пациенти и отворивме приоритетна амбуланта, која што на почетокот на сезоната многу помал број беа, до 10, сега преку 20 веќе може би ќе отвориме и втора приоритетна или ќе имаме 2 лекари кои што ќе работат секој ден во приоритетната, за да може да го апсорбираме поголемиот број на пациенти што доаѓаат на клиниката. Наместо луѓето да одат на свеж воздух, ние ги отвараме клиниките, но тоа е тоа. Ситуацијата е таква во моментот. Што со бремените жени, со децата, со... Се разбира, тие се највулнерабилни. Што да се препорача? Се разбира во периоди кога аерозагадувањето е поголемо, а тоа веќе достапно е било на социјалните мрежи и секој може да се информира. Овие највулнерабилни групи, тоа се бремените жени, децата, повозрастните пациенти и оние со хронични болести што пред малку ги спомнав, би требало да тие денови избегнуваат излегување надвор, но доколку мораат, пред се зборувам за децата, тие одат или во градинка или во школа, во училиште, мора да и другите можеби имаат потреба да излезат да купат лекови од повозрастните, да носат заштитни маски. Меѓутоа, секоја заштитна маска не заштитува. Ете го моето следно прашање, значи прашање. Дали заштитуваат? Значи, се испразнија аптеките, луѓето не се препознаваат едни со други, скоро сите носат заштитни маски. Меѓутоа, со тоа што јас ги среќавам голем број на луѓе со маски носат на улица, има и со медицински ги маски. Препознавам дека голем број од нив, да не кажам 80%, не штитат. Тие треба да имаат специјални филтри, кои што се на одредено време менуваат и кои што имаат сертификат дека штитат од аерозагадувачи. Значи, доколку нема сертификата, верувам дека се јавуваат секакви врсти на маски кои што се препорачуваат и на крај нормално луѓето не можат и ни да ги препознаат, они не се експерти во таа област. Едно не можат да ги препознаат, а второ и не може секој да купи. Не може секој да купи. Дека се тие маски се доста поскапи во однос на другите што можат лесно да се најдат во апотеките. Меѓутоа, ако веќе некој може да си дозволи да побара сертификат дека тие маски на вистина ги филтрираат ПМ частичките и другите аерозагадувачи. Значи да побарат дали имаат сертификат што го гарантираат нивното позитивно дејство во однос на филтрирање. Од друга страна пак се разбира тие што уште повеќе може да си дозволат и мислам дека се најави градоначалникот Чилегов дека во одредени институции, детски установи ќе се носат филтри, што е за поздрав. Значи, во таквите институции каде што имаме деца
и каде што имаме вулнерабилно население, први треба да добијат вакви инструменти или вакви филтри кои што ќе може да го пречистуваат воздухот, што ќе гарантира дека во просториите, барем додека борават луѓето тамо, ќе немаат аерозагадување и на тој начин ќе дишат еден нормално чист воздух. Колку штитат прочистувачите? Значи, сега и граѓаните, иако малку знаеа за прочистувачите на воздух, сега се повеќе во тренд, луѓето ги купуваат и покрај тоа што се скапи, прочистувачи на простории. Колку тие штитат и дали тие треба да се постојано вклучени, пошто бидејќи постојано е загаден воздухот надвор? Јас можам да кажам дека јас веќе една година користам дома еден пречистувач, има 9 филтри. Јас сум задоволен пред се од тој аспект што кога ќе излезам надвор, мирисот, штипењето на очите, на сите нас е веднаш евидентен. Меѓутоа, додека седиме дома, ние не осеќаме никаков мирис, постојано работи, 24 часа и има автоматски подесуваш да доколку има внатре внесено аерозагадување во малку поголема концентрација, ја убрзува сам брзината на филтрирање и се појавува еден индикатор кој што ни спопатна боја, значи црвена боја, ќе ни укаже дека имаме внатре од било што аерозагадување, вклучувајќи и пушењето. Значи, доколку добиеме гости што пушат, веднаш ќе се уклучи и во поголем интензитет ке работи, бојата ќе смени индикаторот, укажувајќи дека има некакво загадување. Но да не е со озон. Да не е со озон, да. Меѓутоа, ви кажувам, сега, доколку се во можност граѓаните можат и на тој начин индивидуално да се заштитат. Дали организмот претрпува шок после кога? Како исто со клима уредите? Не, знаете, не претрпуваш шок поради тоа што нема разлика во климата. Тие не ја менуваат температурата. Тие само го филтрираат воздухот. Единствено што ќе забележат дека од една средина каде што имате нормален воздух, излегувате надвор надвор до колата да отидете или надвор негде некоја работа да завршите, веднаш ќе осетите штипање во очите, една непријатна мирис, па подкашлување и така. Штом влезете внатре, веќе ги немате тие симптоми, односно се намалуваат или исчезнуваат. Да, позитивно е тоа, меѓутоа мерките треба да бидат малку по-раширени, значи да бидат... Што значи тоа е според вас мерките? Знаете што, јас не сум сега експерт за масовни мерки, да кажем, јас повеќе од медицински аспект. Да. Меѓутоа, сигурно дека гледам дека се преземаат некакви иницијативи и се апсолутно за поздрав. Но сакам да ги упатам дека до граѓаните апел дека која да е мерка, зборувам за општествена мерка, не може веднаш да роди плод. Треба време, треба да се трпение, но да не заборавиме дека имаме и деца и дека и за следните поколенија барем за нив треба да оставиме чист воздух. Јас ви благодарам што бевте гостин. Благодарам за поканата.